Здраво идни средношколци. Јас сум Ѓорги Шемов, поранешен ученик во гимназијата Добри Даскалов, и со ова видео би сакал да ве поттикнам и да ве мотивирам и вие да аплицирате и да станете дел од училиштето кое што може да ви ги отвори вратите ширум светот. Затоа што истото училиште ми помогна мене, а и на многу други бивши студенти да се подготват и да бидат спремни да се соочат со вистински проблеми во светот, а во исто време да се едуцираат на доста реномирани универзитети ширум светот. Зошто да ја изберете гимназијата? Прво затоа што е училиште во кое што имате можност да бирате различни подрачја, што ќе ви овозможат во исто време да се фокусирате во една област, во одредено поле на изучување, а во исто време да можете да учите предмети и наставни програми кои што ќе ви дадат сеопфатно знаење, што е многу битно кога ќе испаднете во светот надвор од училишните води. Друго затоа што има навистина добар и спремен професорски кадар, кој што е секогаш тука за вас, секогаш е тука да помогне и секогаш е тука да воведува некои нови методи и технологии во изучување на наставниот материјал. Исто така, наставниот кадар или професорскиот кадар е доволно спремен за да може да ве подготви доколку сакате да ги покажете вашите таленти на надпревари, дали на локално, дали на регионално, на државно, па дури и на меѓународно ниво, како што ми помогне и мене. Трето, затоа што гимназијата Добри Даскалов во последно време, во последните неколку години, е вклучена во најразлични меѓународни проекти со организации како што е Еразмус и нуди на учениците да бидат дел од овие меѓународни размени и меѓународни проекти кои што се многу битен фактор кога вие ќе се одлучите за понатамошното образование на факултет. Исто така, со ова видео би сакал да ја искажам и мојата благодарност до ова училиште, затоа што оттаму тргна и мојот пат, да 3 и 4 година ги поминам во Словенија и подоцна да се едуцирам на Амерички универзитет. Исто така знам дека многу ученици кои што сите 4 години ги поминаа во оваа гимназија, ден денес се успешни професионалци во полињата што ги работат, успеа да се запишат на многу добри реномирани универзитети ширум светот и доколку и вие го имате тоа портфолио што ви го нуди гимназијата Добри Даскалов, сметам дека и вие ќе може да ги постигнете, да ги остварите вашите соништа и да ги постигнете вашите професионални цели кога ќе дојде во прашање запишување на факултет и бирање на кариера. Со среќа и поздрав! Почитувани полуматуранти, јас сум Атанас Ивановски, магистар на психолошки науки и лиценциран психолог. Имам работено како асистент на факултет за психологија и како психолог во средно училиште. Моментално работам како професор по психологија, психолог во основно училиште и психолог во приватна пракса. Средното образование го завршив во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци. На почетокот, дозволете ми да ви го честитам вложениот труд врз основа на кој дојдовте до моментот во кој треба да ја донесете вашата одлука за тоа каде ќе го продолжите средното образование. Ќе ми биде драго доколку врз основа на личното искуство кое ќе го споделам со вас ви помогнам во донесување на таквата одлука. Првите 2 години од моето средно образование се стекнав со солидни знаења од голем број научни области. Но, во втората година требаше да изберам едно од понудените подрачја, чии предмети ќе ги изучувам во 3 и 4 година. Познавајќи се себе си и интересот за општествено-хуманистичките науки, го одбрав општествено-хуманистичкото подрачје насока Б. Верував дека знаењата добиени од изучување на предметите кои се нудат во тоа подрачје ќе ми дадат одговори на прашањата поврзани со психологијата на човекот и разбирање на човекот како филозофско и социјално битие. Воедно верував дека таквите теоретски сознанија ќе ми бидат од корист и кога ќе дојде време за да запишам факултет. Така и беше.
Добиените сознанија ми помогнаа во потемелно разбирање на комплексните психолошки теории кои го објаснуваат поведението на човекот, но и личноста на човекот. Исто така, таквите добиени сознанија ми помогнаа подобро да ги разберам науките како психологија, социологија, филозофија, етика и педагогија. Верувам дека општествено-хуманистичкото потрачје насока Б може да му помогне секому во поглед на осознавање на општествените и хуманистичките науки. Ви посакувам успех и среќа во годините кои што ви предстојат. Здраво, јас сум Елена. Средно образование завршив во гимназија Добри Даскалов во Кавадарци. Изборот ми беше природно-математичко Б подрачје, затоа што таму се изучува биологија, хемија и физика. Стекнатите знаења од областа на овие природни науки ми овозможија понатаму да се запишам на фармацевски факултет. Денес сум магистер по фармација, вработена и собственик на своја аптека. Ги охрабрувам сите идни средношколци, доколку се двоумат каде да го продолжат своето образование, да го направат изборот во гимназија Добри Даскалов. Здраво, јас сум Благица и сум доктор по дентална медицина. Своето средно образование го завршив во гимназијата Добри Даскалов, каде што како смер го избрав ТОМБ пакетот, каде што имав можност да ги учам сите оние предмети кои ми беа потребни за стоматолошки факултет. Доколку се двумите за изборот на вашето средно образование, започнете со општ смер, каде што ќе имате можност за да имате одличен темел за надоградување на вашата иднина, како и можност за многу надпревари кои што ќе ви ги отворат вратите кон нови успеси, предност при упис на факултетот и секако нови познанства. Уживајте во средношколскиот живот кој што ви предстои и мутро соберете ги плодовите на знаењето кои што ви го овозможуваат професорите на гимназијата Добри Даскалов Кавадарци. Се гледаме. Здраво, дечки! Јас сум Ристо. Во периодот од 2009 до 2013 година учев во економската паралелка во гимназијата Добри Даскалов. Во моите средношколски денови се занимавав со карате. Бев и стипендист на Министерството за образование и Агенцијата за млади и спорт. Образованието кое го стекна во гимназијата ми овозможи да добијам целосна стипендија во трајање од 6 години од владата на Република Словачка, каде воедно го продолжив и своето школување. За време на моите студии, неполни 2 години, работев во германската компанија Henkel во одделот за набавки. По завршувањето на додипломските и постдипломските студии во областа на економијата и маркетингот на словачки јазик, се вработив во една од водечките реосигурувачки фирми во светот, Swiss Re, како технички сметководител. Ако сакате да бидете успешни во областа на економијата и да стекнете солидни основи во истата, одберете го економскиот смер. Се гледаме. Здраво, јас сум Борис. Во моментов работам како финансиски аналитичар во Центарот за експертиза на Philip Morris International за регионот Источна Европа, Близок Исток и Африка. Сметам дека најмногу учиме и се развиваме преку работа, но за добар старт е потребна добра основа. Јас мојата основа како економист ја стекнав на економскиот смер во гимназијата. Каде ти ќе ја стекнеш твојата? Јас сум Љубинка Јаковлева од Кавадарци. По професија сум нотар за подрачјето на основниот суд во Кавадарци. Средно образование заврши во гимназија Добри Даскалов Кавадарци. Знаењето стекнато во средното училиште е нешто на кое што сум особено горда. Професорите на стручен, професионален и елоквентен начин успеа да допринесат за понатамошен избор на нашето образование. Со позитивно искуство излегов од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Гордост е да се биде дел од оваа гимназија. Почитувани ученици, ве повикувам и вие да бидете дел од тимот на успешните.